Неопходно е евентуален раст на минималецот надвор од законски утврдениот да се договори преку диалог со сите засегнати страни. Заострената реторика меѓу владата и синдикатите не води кон решение, сметаат од Бизнис конфедерацијата. Првиот човек на конфедерацијата Миле Бошков вели, во зависност од тоа во која насока ќе се движи диалогот во рамки на ЕСС, во иднина како Бизнис конфедерација имаат предлог и за одредување на цена на саатница што крајно би го решила проблемот, а според него може да се дискутира и за промена на сега законски утврдената формула по која се пресметува минималната плата. Од Бизнис конфедерацијата велат разбираат дека минималецот од 24.400 динари е ниска плата, но оценуваат дека работодавачите не знаат да ја мерат продуктивноста. Според нив вклучен е диалогот за поголеми плати за сите работници. Она што е законско решение мора да се почитува, кое е утврдено со формула, можеме да разговараме и за промена на формулата, и тоа не е проблем. Меѓутоа, во овој момент, ова што се нуди како решение, го загарантирува минималецот или минималната плата, а се друго потикнуваме и ги молиме работодавачите на вистина да размислат на кој начин ќе ги намалат останатите трошоци, за да може да ги зголемат платите на работниците. Со оглед на состојбите на пазарот на трудот и недостатокот на работна сила во земјава, ретко кој работи за минимална плата, смета универзитетскиот професор Лазар Јовевски. Според него законскиот минималец ќе го добијат сите, а работниците и работодавачите вели да се фокусираат на диалог за нови грански, поединечни или колективни договори со кои ќе се зголемат платите. Социјалните партнери имаат простор да ги доуредуваат потоа прашањата за плата, особено во бизнис секторот, каде што видите со оглед на состојбите на пазарот на трудот, веќе и ретко кој работи, па во кој да е сектор и која да е гранка, дури и во оние трудово екстензивни за таа минимална плата. Ако го земете и делот на текстилната индустрија, ќе видите дека и таму веќе, која што беше на дното на платите во македонски рамки, веќе и таму платите растат и веќе се над оној законски предвиден минимум заради токму недостатокот на луѓе. Согласно закон, минималецот се усогласува еднаш годишно во март, како збирот 50% од растот на трошоците за живот и 50% од порастот на просечно исплатената нето плата од минатата година. Но за пресметката зелено светло треба да даде економско-социјалниот совет, кој се уште не може да се состане, додека не се потврди репрезентативноста на синдикатот.